Стапката на невработеност во третиот квартал паднала на рекордни 25,5%. Според податоците на Државниот завод за статистика во третото тримесечје од оваа година, активното население во Република Македонија има 904.610 лица, од кои вработени се 711.380, а 243.230 лица се невработени. Невработеноста во земјава постојано се намалува како резултат на владините мерки за создавање подобра деловна клима и привлекување странски компании кои отвараат нови работни места. Намалувањето на невработеноста во континуитет трае подолг период, неколку години, секој квартал, секои 3 месеци имаме одредено намалување на невработеноста и трендот е јасен дека намалувањето на невработеноста не е инцидентно, току континуирано. Коментарите на Заев рефлектираат темно време од скорешната македонска историја, смета американскиот експерт по комуникација и национални и меѓународни медиуми, кој објави колумна во магазинот The Hill. Нападите на слободните медиуми се напади врз сите нас, категоричен е Майкл П. Михан, американскиот експерт по комуникацији. Колумната е посветена на состојбите со медиумите во светот, при што како пример ја даде изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев дека медиумите се непријатели за опозицијата. Турција е вознемирена по добиените предупредувања од американската ЦИА и турската разузнавачка служба МИТ за можни терористички напади на джихадистите од Исламската држава, изјави американскиот представник во Анкара. Како што објави турскиот весник Хуриет, според податоците на ЦИА и на МИТ, борци на Исламската држава планирале напади врз американски представништва во Турција, меѓу кои амбасадата, конзулатите, резиденциите и воените бази. Според разузнавачите, 5 борци на Исламската држава продреле на територијата на Турција. Секоја закана за нашите војници во Сирија ќе биде уништена, рече рускиот председател Владимир Путин. Денеска шефот на државата и врховниот командант на руската армија одржа состанок со министерот за одбрана Сергеј Шојку. Сакам да ги предупредам сите што ќе се обидат повторно да ги провоцираат нашите војници, изјави Путин. Наредувам да действувате силно. Секоја една цел која представува закана за нашите вооружени сили или инфраструктура треба да бидат ликвидирани, категоричен е Путин. А украинските пратеници од блокот на Петро Порошенко и Народниот фронт влегоа во судир во парламентот за време на презентацијата на извештајот на владата за работата во текот на годината, пренесо агенциите. Тепачката почнала од како пратеникот Олег Барни од БПП, кој собирал потписи за иницијативата за недоверба кон владата, му подарил букет црвени рози на премиерот Арсени Јаценјук, пошто тој го зграпчил и го симнал од говорницата. Тогаш пратениците од партијата на премиерот Народен фронт станале да се тепаат, а им се приклучили и со партиците на нападнатиот пратеник.